Со мене во студиото е професор Мирослав Грчев. Јас го замолив денеска, го повикав да поразговараме за една вест која што вчера се појави, а која што еве ќе се обидам да ја сумирам со мало цитирање на некои од новинските извешти. Урбаната мафија ќе добие поголема моќ доколку бидат донесени предложените измени на Законот за урбанистичко планирање, алармираат граѓански организации. Според власта, законското решение треба да ја олесни постапката за донесување на урбанистичките планови, а селата во земја да добијат услови за градење. Значи, да сумирам, професор Грчев, 24-5 невладини организации, предводени од активистите од граѓанската организација Фронт 21/42, се побунија за законот кој што се наоѓаше на ЕНЕР системот, каде што се предвидени овие измени, дека сега со тоа всушност, ако смеам да сумирам најпросто, дека се дава право за градење во заштитени подрачја, во селски подрачја, во села и така натаму. И морам да кажем дека веќе мене почнува да ми пречи употребувањето на оваа кованица урбаната мафија, дури и без наводници. Мислам, едноставно, дојдовме во време кога секој што сака нешто да направи, да се одзида е урбана мафија. Сакав од ваш па ќе ги викнеме ние и колегите од невладиниот сектор да ги образложат своите замерки, но како ви се чини вам целата оваа сега една зовриена полемика? Слушајте, случајно сум запознаен и со измените и дополнувањата на законот и со овие реакции, особено на невладината Фронт 2742, која што и даде писмени и образложени забелешки до Министерството во рамки на таа јавна расправа која што е на ЕНЕР во периодот пред да почне практично законот да влезе во процедура. Тие се жалат дека и немало доволно јавна расправа, меѓу другото. Па, знаете, ова станува бесмислено и таа приказна за потполно веќе неоснованото и неквалификувано употребување на тој мистичен збор урбана мафија, кој што има намера само да озлогласи. Тој стана популистички слоган, кој што се злоупотребува веќе и за ситуации во кои што нема никаква причина за тоа. Затоа што ова е ситуација во која што едни измени дополнувања на почеток на својата процедура, во која што ќе има уште повеќе фази на јавни расправи и така натаму, во почетокот таа се става на увид на јавноста. И сега ова е тоа. Сега кога ќе оставите на увид на јавноста, се вика, не, ова иде тајно, ама еве ние го фативме. Зашто го фативте? Затоа што е објавено за да дадете реакција. Сега да речам, се работи во од почеток, мислев за алергиска реакција на невладините и на воопшто на јавниот сектор, затоа што 10 години, ако не и повеќе, 15 години наназад, се злоупотребува во огромни размери и урбаниот простор, и околината на градовите, селата, се уништува земјата со различни видови на незаконска градба. Тоа беше пред се државна незаконска градба, а меѓу време и секаква друга. Со овој закон сега промени што ја оби тоа да се регулира, да се озакони, да се предвиди што е? Тоа е работата. Гледайте, ние уште 17 година почнавме да носиме нов закон за урбанистичко планирање со желба да областа која што во меѓувреме е криминализирана и злоупотребена прилично од претходната власта на ВМРО ДПМНЕ, да ја средиме на начин кој што е единствено можен, со закон кој што ќе ги исфрли сите аномалии и партикуларни измени. Тој беше менуван 100 пати. 700% од неговата материја беше смената за 10 години, прилагодувајќи за одредени конкретни потреби, државни, партиски и бизнис. И сега, законот го носевме во без јавна постапка и стручна, инклузивна, транспарентна постапка без преседан. Ја лично мислам, и тоа се консултирав и со луѓето од
што се поблиску до парламентарните процедури, дека толку транспарентен, инклузивен, стручен, интердисциплинарен закон воопшто нема пројдено таква процедура на усогласување, повеќе струко како се вика тоа, одмерување, преговарање и така натаму, за да сите чинители бидат вклучени во него, и тоа е донесен 20-та година и е во примена од летото од 20-та година. Сега, Министерството, после година и нешто дена, решило да направи одредени промени, дополнување. Во видело во текот на имплементација на законот и применувањето некои практично технички проблеми, некои грешки кои во тој процес на масивно усогласување налево надесно отидоа грешки. Отидоа некои грешки, отидоа некои пропусти и така натаму. За оваа година и пол се појавува од теренот повратна информација и така натаму. И сега ова се измени и дополнување после година и пол дена применување, како да ви кажам, ситни да беше до мене, пошто ја учествував во пишувањето на законот, ја не би ги ни правил. Значи, толку се ситни. И сега... Од и квалификациите себе, да цитирам, тоа ќе овозможи да биде направен уште поголем пустош врз природата и културното наследство. Има ли од тие промени вакви опасности? Гледайте, ова реакција, затоа и кажувам, е или чиста популистичка приказна, затоа што сега знаете, сите погледате ги архивите медиски, тие ви се вам поблиску до рака и видите колку беа активни додека се уништуваше земјава и населените места во минатите 15 години. Сега, кога се обидуваме нешто да поправиме, и тоа на техничко ниво, се дига паника како да е со овие измени, еве, конечно се прави тој ужас и е потребно да се дигне тој револт на јавноста, на невладините, за да го спречат тоа. Значи, ништо нема да спречат доколку измените, еве сега се сгужваат и се фрлат. Тие се фини технички измени кои што целат да го подобрат применувањето на законот. Факт е дека една-две, ги читав тие забелешките, една-две забелешки, три имаат основ и може да се направат подобрувања во овие измени и дополнувања во контекст во кој што тие зборуваат. Особено во врска со применувањето на општите акти, кои што практично, гледате, во овој закон, тие општи акти за села немаат место. Бидејќи, само да ве подсетам, 35 организации се подпишани под ова барање, меѓу нив има и академски институции и така натаму, не се само невладени и така. Селата ли се главниот проблем? Тука ли е главната забелешка? Гледате, таму има градини селата, што викенд населби и нешто има, да речеме, 15 члена на тие изменувања и дополнувања и еден од нив практично ги тангира селата и ова, тоа е во преодни одредби, знаете. Постоеше во системот општ акт за село, кој што практично во законот за просторно и урбанистичко планирање, кој што практично е упад у системот. Тој општ акт на село е упад у системот, затоа што не е по таа вистинска процедура и по стручност, и по транспарентност, со фази, со упад на јавноста, на стручни ревизии и така натаму. Туку е акт на селската општина кој што го уредува просторот, али не го прави тоа со процедура која што се случува во плановите. И тој план беше во огромна мерка применуван, особено во екстензивни села кои што практично немаат вода во око, немаат средства да направат вистински плански процедури кои што се долги и скапи. Денешното градење во село како е можно? Повторно треба дозволи за градба, пошто немаат целата урбанистички планови за градба, детални и така натаму.
кога го правевме планот, урбанистичкиот законот за урбанистичко планирање, нормално општиот акт за село го изфрливме од систем. Тој денес не постои. Меѓутоа, во преодните одредби мораше да се каже нешто што да се прави со сите тие. Ги има во огромни количини. И преодните одредби кажуваат дека додека се тие на сила се применуваат, но треба од нив да се направат просторни овие урбанистички планови за село. Сега, како и за овие измени, односно реакцијата на овие измени, така и за тој урбанистички општ акт за село, имате, да речеме, 10% од него се, или 5%, или не го знам процентот, тешки злоупотреби. Тешки злоупотреби на општиот акт. Тоа е, например, во Охридскиот регион, кај што има... Така е, па тоа сакам да ви кажам, веројатно е жестината на реакцијата се однесува и заради тие, како да кажам, многу очигледни злоупотреби. Да, и се така, таму некаде се прават злочини. Точно е. Меѓутоа, ништо не се постигнува доколку се забрани. Наеднаш целиот урбанизам, целото урбанистичко планирање, целиот закон за урбанистичко планирање, сите напори на Министерството да го уреди, наеднаш секој значи, нормален, јавен настап на струката се дочекува на бокс, на копие, ова е за урбана мафија. Меѓутоа, треба да знаете, јас тоа сум го кажал, мојот глас е очигледно осамен, од аспект на познавачите на струката, а очигледно ги има се помалце на сметка на се поголемиот број луѓе кои мислат дека знаат нешто од урбанизмот. Урбана мафија во Република не постои. Не постои. Не постои, никогаш не постоеше. Добро, ќе биде контроверзен овој став, да ве предупредат. Не постои. Мојата теза е дека во Македонија целата мафија по закон работи. Во урбанизмот. Сакам да кажам, толку многу можат да најдат начини да се провдат, што... Значи, мафија не постои во оној смисол во кој што зборот кажува. Значи, тоа е тајна организација која што има своји правила и така натаму, е криминална по дефиниција и корумпира. Потоа ги врши своји работи преку корумпирање на органите на државата и така натаму. И преку вршење на насилство врз... Значи тоа не постои. А што постои? А што постои? Индивидуални случаи? Отигледате, професоре, сега во Маврово се гради цела населба од луксузни викенд куќи, прекрасно изгледаат, убаво сето тоа, за тоа нема никаква дозвола. Јас секогаш се прашувам како може некој да тргне во градење на шупа, а не на цели куќи, па цели населби, а да нема дозвола, како не се плашат тие луѓе, сепак се пари во прашање, така на инвестиции. Сакам да кажам, потоа граѓаните, па и граѓанските здруженија, затоа реагираат помалку, можеби хистерично, дека се е урбана мафија. Па, имено, гледате, тој заклучокот дека сите сме урбана мафија е по-точен отколку реакцијата дека секој потез во урбанизмот му и погодува и дека е тајна рака, долгата рака на урбаната мафија. Мафија не постои, меѓутоа земјата веќе 30 години од почеток на независноста се однесува толку недомакински, толку запустено, криминално, во корист на собствената штета и на населените места, уште повеќе на природата, да ние го работиме и го живееме и го напишавме системот. Системот на македонската државност, вака како што функционира, е урбана мафија. Кога јас не би го употребил воопшто зборот, пошто тој ја трга тежиштето, фокусот на проблемот го трга од неговата вистинска
И го пренасочува во и го пренасочува во некоја магловита, мистична мафија која е каде, знаете, државните органи, законите кои што сме ги напишале, подзаконските акти и начинот на кој што државните органи, централни и општински ги спроведуваат, обезбедија политика која што е уништувачка за населените места и за Професор Грчев, Македонија. вие читав денешната колумна во Слободен печат. Ова е сепак победа на неолибералниот капитализам, ако смеам да забележам, иако колумната е цела страница и за да се обидеме дури да раскажеме, ќе биде потребно многу време. Може би така тргна целата приказна што вие се концентрирате на таа погубна индивидуализација на поединците кои што сега не може да се поврзат во општеството во мрежи, бидејќи тоа е логиката на овој агресивен капитализам, но во урбанизацијата може би тоа е реакцијата, едноставно иницијативата на профитирање, на правење на ова уништување и за сопствени цели, индивидуални потреби само и така натаму доведоа до овој вид на ситуација. Гледайте, струката урбанистичка е де факто оставена без никаков приход. Проверете колку е ставката во централната власт. И минатиот пат сме го разговарале тоа. Значи сега, кога системски, практично законски, вие ќе оставите не само струката, не е интересна струката, планери и органи кои што се бават со тоа или нешто малце градители. Не, целиот домен на станувањето, например, домувањето, кој што е јавен интерес, кој што е 90% од градбата, кој што во сите политики и во сите држави би требало да биде еден од столбовите како да се реши стамбеното прашање во земјава. Нели имате аграрно прашање, стамбено прашање, индустриализација, односно животна средина и така натаму. Тоа се големи теми. Каде е станувањето во Македонија? Не постои во уставот, не постои, има закон за домување кој што зборува за заедници, нели, за организирање како да го одржавате влезот и лифтот. Сакате кажете нема суштински приод во кој што тоа суштинско прашање би се третирало. Воопшто, пазите, оставено е на така наречениот слободен пазар, приватен капитал и капиталистички интерес. Тоа е така 30 години. И до ден денес, кои ќе се појават тие луѓе, значи тие не можат да градат градителите. Некој мора да им донесе план за да градат. Планот го носат општини. Градовите го носат планот. Потоа, каде градат тие? Па градат на место кај што има стари куќи. Па таму мора да живеат луѓе. Тие се најзаинтересирани кај нив да се гради. Значи, сите се внатре. Собствениците, жителите, комшиите, општините, државата, парламентот, сите сме внатре. Сите сме урбана мафија. Ако таква постои, сите сме урбана мафија. Овдека професор Грчев мора да се престанеме, бидејќи последни господи Јово Деспотовски е веќе во студиото и да него му интересна расправа, а сепак и тој треба нешто да каже денес. Благодарам Мирослав Грчев, еден од нашите еминентни урбанисти, професори и архитекти, ќе ги имаме ние и колегите од невладиниот сектор до овие 35 организации или утре или следната недела, па да видиме и нивните забелешки што се и како се.